Вработените во зоолошката градина ја искористија паузата за да излезат на протест, бидејќи се уште не ја земале платата за март, а поради ова, велат тие, немаат ниту здравствено осигурување. Великден го поминавме без плата, 1 мај го поминавме без плата, што е многу е, вели првиот човек на синдикатот на оваа јавна установа, Миле Таневски. Рече дека засега остануваат само на овој протест, но доколку проблемот не се реши набрзо, тие ќе стапат во штрајк. Значи банки, извршители више почнаа, телефоните не се исклучени, знаете како функционира оваа држава. Значи не платиш навремено, ти следуваат камати. Треба да се договориме со синдикатот, да видиме што понатака. Што понатака треба да се договориме. Со сите останати што се засегнати околу ова. Значи има повеќе институции од градот што не земале плат. Дали ќе одиме на штрајк, дали ќе одиме, треба да видиме. Мирослав Станковиќ, вработен во зоолошката градина, вели дека тие се изложени на постојани повреди при работењето и затоа е потребно подитно да се реши проблемот и со платата и со здравственото осигурување. Ете и најважно дека ние сме склони повеќе на повреди, па сега веќе немаме ни здравствено осигурување, ние секојдневно сме склони на повреди. Мислам дека заслужуваме да бидеме испочитувани и да ни се исплатат, нели, средствата, да почнеме веќе редовно, нормално да си работиме. Председателот на СОНК Јаким Неделков побарал средба и со директорот на зоолошка Зоран Попов за да разговараат за проблемот со платите, но тој не беше на работа. Трпението на вработените е при крај, рече Неделков, кој не ја исклучи можноста за штрајк. Деска луѓето излегува да ја кажа својата мака јавно на медиуми. Од утре па натака доколку подитно не се исплатат платите, веројатно и вратите на зоолошка градина ќе бидат затворени. ТВ21 се обрати до Министерството за култура, од каде ни рекоа дека денеска веќе се обработуваат платите и ќе бидат исплатени во најскоро време. Платата до утринава е пристигната за установите од областа на културата кои се под надлежност на град Скопје. Истата се обработува во Министерството за култура и туризам и ќе биде доставена до Министерството за финансии за платите да бидат исплатени без понатамошно одложување. Изминатите денови имаше протести од вработените во културата, поради тоа што и тие немаа земено плата.